Председателката Гордана Силјановска-Давкова, во рамки на посетата на САД по повод 80-тото Генерално собрание на Обединетите нации, денеска ќе се обрати на годишниот самит на Конкордија во Њујорк, а ќе говори и на Светскиот лидерски форум на Универзитетот Колумбија. Таа ќе присуствува и на прием организиран од Австрија, по повод нејзината кандидатура за членство во Советот за безбедност на Обединетите нации. Председателката вчера се обрати на настан посветен на 30 години од Четвртата светска конференција на жените и присуствуваше на повеќе активности, вклучувајќи го и ручекот Women Rise for All со Амина Мохамед. Приемот организиран од Американско-Балканската стопанска комора и вечерата на платформата на жени лидери при Генералното собрание на Обединетите нации. Во продолжение на посетата, Силјановска-Давкова ќе има говор на Генералната дебата на Обединетите нации, ќе учествува на неколку самити и лидерски форуми, а е планирано и нејзино присуство во Детройт. 3 филма на македонскиот режисер Милчо Манчевски, Кајмак, Прашина и Пред дождот, деновиве ќе бидат прикажани на различни места. Кајмак веќе се прикажа во Калкута, Индија, како дел од Европски филмски фестивал. Прашина ќе има проекции низ Хрватска, а Пред дождот ќе се покаже во Париз на Универзитетот Сорбона Нувел во соработка со Астер фестивалот. Сите 3 филма се македонски копродукции. Пред дождот е со Велика Британија и Франција, Прашина со Велика Британија, Германија и Италија, а Кајмак со Данска, Холандија, Хрватска и Албанија. Главните улоги во Пред дождот ги толкуваат Раде Шербеџија, Катрин Картлич, Грегоар Колан, Лабина Митевска, Петар Мирчевски и Јупчо Бреслиски. Прашина ги има Дејвид Венам, Џозеф Фајнс, Роузмари Марфи, Адриан Лестер, Владо Јовановски, Николина Кујача, а Кајмак, Сара Климовска, Камка Тоциновски, Симона Спировска, Ана Стојановска, Александар Микик и Филип Трајковиќ. Представници на НАТО се состануваат денес, 23 септември, по повик на Естонија, како одговор на неодамнешниот упад на руски воени авиони во нејзиниот воздушен простор. Настанот, заедно со предходни инциденти како влегувањето на руски беспилотни летала над Полска на 10 септември, ја става алијансата во позиција да бара соодветен одговор на ваквите провокации. Некои членки, како Чешка, отидоа чекор подалеку. Председателот Петр Павел, поранешен воен командант на НАТО, дури предложи соборување на руски летала. Во Полска, некои дронови веќе биле соборени од полските и НАТО воздушните сили. Над Естонија, руски авиони биле следени од шведски, фински и италијански сили, при што Финска моментално е дел од мисијата за воздушен надзор над Балтикот. Според неименувани функционери, полесно е да се даде наредба за соборување на беспилотно летало, особено ако се заканува на критична инфраструктура. Но, кога станува збор за авиони со екипаж, НАТО практикува предпазливост на прво место. Одлуките се препуштаат на секоја земја членка, освен во случај на заеднички НАТО мисии каде важат други правила на ангажман. Аеродромите во Копенхаген и Осло беа затворени синоќа поради појава на дронови над пистите, што предизвика 4-часовен прекин во воздушниот сообраќај. Данската полиција соопшти дека типот и бројот на дроновите не можат да се потврдат, но се претпоставува дека биле управувани од искусен оператор. Во инцидентот биле вклучени и вооружени сили, но засега нема индикации дека имало намера за штета. Работата на аеродромот во Копенхаген беше обновена околу половина час по полноќ, додека Осло исто така продолжи со работа по 4 часа пауза. Околу 20.000 патници беа погодени, а 35 авиони беа пренасочени кон други дестинации, според податоци од Flightradar 24. Сведоци и власти известуваат дека 2 до 3 поголеми дрона биле забележани во близина на аеродромите. Заменик шефот на полицијата на Копенхаген, Јакоб Хансен, изјави дека засега не може да се потврди дали дроновите биле со руско потекло. Истрагата продолжува, а властите остануваат на готов за повторни нарушувања на воздушниот простор. Италија покрена иницијатива нејзината кујна да биде прогласена за нематеријално културно наследство од страна на УНЕСКО. Според властите, традиционалниот неделен ручек е многу повеќе од оброк, тој е ритуал што го обединува семејството, генерациите и заедницата. Министерствата за земјоделство и култура, заедно со Националното здружение на италијански општини, ја поднесоа кандидатурата. Настанот неделен ручек, италијанци на маса се одржани из целата земја и во амбасадите ширум светот, прославувајќи го значењето на традиционалната кујна. Премиерката Мелони изјави дека кујната е символ на италијанската култура и вреди околу 250 милиарди евра. Италија веќе има 61 локација под заштита на УНЕСКО и 19 елементи на нематеријално наследство. Одлуката на УНЕСКО се очекува во декември.
Утре попладне се очекуваат услови за изолирана појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Од петок, под влијание на серија влажни воздушни маси, времето ќе се промени. Ќе биде претежно облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд кои локално може да бидат пообилни, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Метеоролозите предупредуваат на значителен пат на дневните температури, особено за време на викендот и почетокот на наредната седмица, кога ќе се почувствува вистинско освежување по претходниот потопол период.